Половина од повредените во пожарот во Кочани хоспитализирани во медицински центри во 9 држави. Тоа се критични пациенти со изгореници од 2-3 степен, некои на респиратор, кои се под буден надзор и третман од лекарски тимови во Бугарија, Србија, Грција, Турција, Австрија, како и во болници во Литванија, Словенија и Хрватска, каде беа транспортирани авионски и со возила на брза помош. Министерот за здравство денеска ќе оди во посета на хоспитализираните во Софија и Ниш, а доктори од овие болници веќе информираа за нивната состојба. Одмак по приему код пациентата су започете и завршени дијагностичко-тераписки процедуре. Код повреđenih се ради о пекотинским повредама кои захватају од 2 до 28% телесне површине. Сви пациенти показуju симптоме и знаке оштеćenja, односно контакта са токсичним гасовима кои настају током пожара. Неки од njih имају и опекотине горњих респираторних путева наслед врелим ваздухом. За сада се повреде класификују као тешке телесне повреде, опасне по живот. 3 од тях се интубирани, останалите се оште се прави оценка и в зависимост од состојањето ще се прецењава какво да се прави. Пораженията са изгарания по тяло, горни крајници и лица. Всичките са с инхалационни изгарания на горни и долни дихателни пътища, което е много тежко състояние за един организъм. Здравствените власти повторно кажаа дека и да имаме центар за изгореници, не може да биде доволен поради големиот број на повредени. Имаше критики во јавноста дека немаме центар за изгореници. Да имавме центар за изгореници, ќе беа 4 бокса, ќе беа за 4 пациенти, 5 пациенти. Ние немавме да имаме центар за изгореници за 40, а никако за 100 или 150 луѓе. Министерот за надворешни работи Тимчо Моцунски информира дека на седница на влада ќе предложи од страна на службата за општи и заеднички работи да бидат подмирени трошоците за пат и престој во странство за членови на семејствата на повредените пациенти. Исто така и групата превод кога е најпотребен се понудија за бесплатен, брз и професионален превод на медицинска документација, како и пораки за комуникација со болниците во странство за семејствата на повредените. Сања Димитровска, Сител телевизија.